Добар, убав и среќен ден, почитувани гледачи! Еден голем поздрав од комплексот Етно село Тимчевски, каде што заедно со тимот и тимот на вкусот на традицијата ќе го подготвиме рецептот на денот, а тоа е, драги мои, најпопуларната сарма во Македонија. Значи, вела дека сармата е нашето најтрадиционално јадење. Сега се наоѓаме во еден период кога киселата зелка почнува да стасува. Што значи се наближуваат верските празници, слави. Значи, почнавме од Митров ден, Свети Арангел, па доаѓаат и во декември празниците, па Бадник, Божик. За Бадник не подготвуваме, туку доаѓа Божик. Може ли Нова година и Божик без сарма? Нема шанси, значи, такво нешто. Сармата, велат и соседите дека е нивна, ние велиме дека е наша, а воопшто што е тоа проблем? Не е проблем, затоа што нешто што е со стотици години присутно на нашата трпеза, тоа е со сигурност наше македонско. Дури сармата, значи, била инспирација и за поети, и за писатели, ја опишувале, дури и за режисери, за македонски народни приказни и така натаму. Па се смети и за еден свечен ручек, кога доаѓале роднини, сватови, на слави, значи сармата завземала централно место на трпезата. Драги мои, сега е наред денеска во вкусот на традицијата да направиме сарма. Овој пат сармата ќе ја направам по рецептот на моите родители Милка и Цветан, во спомен на нив. Затоа што, верувајте дека тоа беше цел филм во нашиот дом, кога требаше да се направи сарма. Буквално филм. Од запишување на состојки што треба да се пазарува, вообичаено татко ми пазаруваше, мајка ми ќе му напише на ливче, па до несување во домот, па на трпезата, еве вака изгледаат тие состојки за сармата, а киселата зелка ни е токму од Етно село Тимчевски, затоа што една од најубавата зелка што воопшто сум ја пробала, се стасува токму овде и овде се прави. За да ја направиме оваа сарма, каде што никогаш не можеме да имаме комплетно точна грамажа на потребните состојки. Значи, јас за оваа количина, за оваа земјена тава, што е доста голема, одлучив 2 кисели зелки, каде што ги извадивме, нели, оние тврдите делови. 1,2 кг за оваа тава, најголема тава, значи земјана што е, 1,2 кг мешано мелено месо, 600 на 600 грама. Имам 250 грама сланина, која што е димена на дрва, значи да не биде таа разлигавена во лестата, туку сува сланина. 2 главици ситно сечкан кромин, 1 шолја ориз, шолја за чај. 2 везени пиперки суви, кои што ќе ги подпечам после. Малку направив од рестото од овие отпадоците од зелката, кој што всушност е добро, го насечкав сето ова, за да можам од озгора да ставам, нели? Понатаму имам и 250 грама сушени ребра, димени ребра на дрва, каде што има малку повеќе сланинка, за да пушти мрсно да пушти. Имам малку расолница, што е многу битно за вкусот на зелката, малку вода по потреба, значи колку ќе ни треба да прелијам земјената тава, масло по потреба, триена сол, буковец, сол, бибер во зрна, црвен пипер, имам малку сушено нане, малку, и имам чист ноктец со чубрика и малку мешан сув зеленчук. Но исто така и ова е нешто што ова колку е добро. Овој рецепт е, значи, зејтин со буковец, со ноктец, со чубрика и лук, која што ви стои најмалку 1 недела
во тегла и јас си го трошам, ама магијата на сармата, компир манџа, боранија, грашок е баш во ова. Значи буковец, триена сол, ноктец, чубрика, лукче, сол, маслинов зејтин и можете да фрлите и по некоја везена пиперка внатре и ова се нарекува во превод лудница. Во грав да ставите вакво нешто, прекрасно. Најпрвин што ќе направам? Мислам дека не заборавив ниту една намирница и да заборавам, после ќе ја кажам. Сега ставам масло и маслото е по потреба. Сармата си бара масло, си бара масно месо, да има лој, да има... Значи, сармата не може да биде убава доколку го нема тоа. Ставаме сега масло во тенџере, да го покријам дното. Ете така. Ако треба потоа и ќе си додавам. И сега го ставам кромидот да се запрши. 2 главици кромид. Тенџерето за пржење нека ви биде баш вака широко. Затоа што и месото ќе пушти многу вода и да не се изглетави, како се вели тоа, затоа му треба поширок сад. Значи пошироко тенџере за убаво да се испржи кромидот. Кромидот ќе го испржиме се до моментот додека му излезе водата. А во меѓувреме, сега сакам нешто ви кажам, затоа што за сармата никогаш немаме, значи, точна рецептура. Секогаш ќе се случи да ви остане малку мелено месо, нели што го правиме со оризот, па да ви остане, да кажеме, некој лист од сармата, можеби. И тогаш што правиме во тој случај? Знаете што правиме? Правиме растурена сарма. И ќе додадеме уште малку, ако не ни достига, од овој резанац, ние го викаме резанац, иако не е македонски збор, нели? Меѓутоа, од него ќе додадете и тоа е таа растурена сарма, кој што најчесто ја велат мрзлива сарма, но не е мрзлива, баш си е онака рецепт кој што ги освојува се повеќе младите и младата популација и генерација, затоа што е полесна за приготвување, а немаат време за другата класичната сарма, или пак ако имате, значи, вака ребренца, па ребренца да ви остава, тогаш ќе направите подварок. Од остатоците од листовите, од овој резанац, значи ќе направите еден подварок. Јас во подварокот никогаш не ставам ориз. Само зелка и пушено димено месо. Еве, кромидот е веќе испржен, значи убаво ќе го испржите. И јас што велам, не жалете на кромид, секако кромидот има и текако големо влијание за вкусот на сармата. Сега го ставам месото. И тоа убаво да се испржи. И кога ќе се испржи на крајот, ќе му ги додадам сите зачини. Еве и месото е веќе испржено. Само да видам, мислам дека леле целото масло го зема. Да му додадам уште малку. И сега ќе ги редам зачините. Ставам сол. Не смеам многу, поради тоа што солена е зелката, а и сувото месо. Значи, ќе ставам бибер во зрна и малку мешан сув зачин. Така. И ќе ставам бибер мелен. Сега ќе ставам малку триена сол.
И потоа ќе пробувам, нели, што му недостига, малку буковец. Од овој малку лут. Така. Црвен пипер. Да промешам прво и да не ми изгори нормално. Така. Па ова е богата сарма, навистина ќе биде богата сарма. Го ставам сега и оризот. Вака, да промешам сега. Оризот се додава на самиот крај. Често пати ме прашуваат, нели, па како вика сега на крај, ако ти остане месо, а зелка не останува, тога што се прави? Значи, за се има решение, ништо не се фрла, се искористува. Ете, така. Значи, си отиде една чаша ориз. И сега веќе го тргам мастрафот од ринглата. Ќе му додадам уште малку зејтинче. Ете така. И потоа ќе му ставиме. Така. Ова го исклучувам. Ставам црвен пипер и тоа повеќе црвен пипер да има. По мене дури и 2 кафени лажици. Ете така. Го ставам сега нането. Сувото. Така. Уште малку ќе му додадам ноктец и чубрика. Така. И ова сега го промешувам. И ќе го пробам за сол, да видам дали треба буковец да му додадам. Сакам кога ми е сармата црвена, ма баш црвена. Ајде, сега пробувам за вкус. Треба сол. Така. Уште малку мешан сув зачин да му ставам. Така. Сега уште еднашка ќе пробам. И сега стартуваме. Значи, еве ни го листот. Можеме од овој лист да завиткаме 2 сарми, а можеме и една. Со тоа што ќе ги отстрануваме овие подебелите краеви што се, а тоа ќе го искористиме, ќе го тргнеме настрана, можете да го замрзнете за да направите подварок. Значи, јас сакам сармата баш онака да ми е голема.
да ја имаш, што се вели. Кога ќе земеш сарма, 2 сарми и да се најадеш. Ај така сум учена, во моето семејство се правеа поголеми сарми. Еве, сега продолжуваме со работа. Значи, зимаме една лажица од зајрето. Ете така. И ноже имајте си при рака. И сега почнувам со виткање. Странам ова. Ставам тука во резанацо, така. И сега си ја привлекувам на кај себе и почнувам да виткам. Еве сармата, ќе стиснам убаво, за да нема каде да бега. И кога ќе ја редите по крајот, значи многу е битно убаво да ги настискате. Да ги настискате. Вие ќе си бидете сега, ја што велам, во улога на кројач. Во улога на кројач. Затоа што не секој лист е ист. Ете така. И така, една по една, се додека не ја потрошиме и зелката и месото. А кога редите сарма во земјена тава, не треба доле да ставите листови, но ако редите во тенџера, тогаш треба. Прво ја затворам нанапред, па од страните. Се прво од оваа страна, пошто е помала. Ете така. Па од другата страна. И си виткам. Еве. Значи стискаме. Така. И постапката си продолжува, значи додека се не истрошиме. Има мастрав, па уште сигурно, да, за 4 сарми. Уште 4. Еве, да видите, значи до сега како е, затоа што средниот дел ќе го оставам за сувото месо, дименото месо. Значи прво, како што ви кажав, прво се покрива зајрето, па од едната страна, па од другата страна и ќе почнете да виткате. Но да знаете дека секогаш со крајот, со овој крај што е, нели, кога ќе стиснеме вака, тој крај секогаш го ставате надоле. И сармите, како што знаете, да бидат добро притиснати. Ого, машала, ево ова ни е последниот лист. Да. А да бидат малку... Уствари, уште една мала сармичка ќе извадам. Така. Од едната, од другата. Охо, што руче ќе биде ова. Еве. И ја редам тука. Сега ајде да го соберам и ова. Да го соберам на овој лист. Ајде така. Таман.
Сега ова, драги гледачи, ова има да се крчка, па слободно ќе ви кажам цел ден или цела ноќ. Ако ја правите од вечер. Мора на тивко, не сме она да клокоти на брзо, никако, само на полека. Да ја притиснам, добро. Ете така. Сега, да ја ставам сланинката да се пропрши. Малку да се пропрши. Сега всушност така и ќе направиме за пршката, а ова месо пушено, димено, ќе го наредам вака. Ете така. Има ли некој што не јаде сарма? Има ли таков човек? Не, по ова емисија, мислам и тие што не јадат ќе пројадат сарма. Да, ова малку ќе го подсечам. Мераци. Ете така. Така. Еве сега. Сланинката. Ако е вака, мислам, све направено, секако после, кога се прави сарма, се знае цела куќа е лом. Ете така. Е така. Таман ќе си пушти масло. Мора да биде пропрженка, малку сосем поинаков е вкусот. Ете така. И една за мене. Уште едно. Сега ќе видите со везените пиперки што станува. Ова е расолницата за да ја ставам од озгора. Малку само треба да се пропржи ова. Сега ова го правам. Ете зошто сармите се убави. Еви ова се една од финтите што би се кажало. Само да не ги излутам, пошто ова сарма треба да биде блага. Сега ми е подготвен и црвениот пипер и потоа мојот таен зачин. Таен во наводници, секако ви кажувам, се споделувам со вас. Еве сега, го ставам црвениот пипер и гледајте сега. Ете така. Ова е за сликање сега. Горан, дали ќе сакаш да ни направиш слика? Леле. Сега ќе ставам малку од водата да соврие и ревната ми е пуштена на 250. Значи треба да биде врела за да почне да крчка. Само што ќе почне да крчка. Значи одма намалуваме на 160-170 и да ја заборавите. Сега, и ми остануше малку пиперче. Ајде, нема везе, вака ќе го ставам. Ете така. Сега му ставам малку јува или расолница, така? Така. Сега ќе му ставам и од
пресечканата зелка од крајчињата што ни останува. Ете така. Така, за да ја затвориме. И ќе ги ставам овие листови. Што ни остана, нели од крењето, ништо нема да се фрли. Вака ќе ја затворам сармата. Ете така. Така. О, таман да ми ги покрие. Таман. Еви и овие ситните, се ке ставам тука. Сега, фино вака притискаме. Да видам ова, еве го врие, доста му е. Само вака малку ќе му направам. Колку да набрекне оризот. Ете, толку треба да има вода. А ќе видиме после, ќе ја наблюдуваме со постојано отварање на ринглата, но нема да го отвараме ова, секи си стои така затворено, да видиме уште дали можеби ќе треба да додаваме уште вода. Сега, на самиот крај. Значи, ова го правам вака. Леле. Ова само топол, леп, мацкајте во ова и совршенство. Еве вака, само малку. Значи, го промешувам и ова правам. Вие не знаете како ќе ја обои сармата. Со вкус. Ова е тоа и во тавче, гравче кога ќе правите, ова да му ставите. И чувајте си ја теглата во фрижидер. Овој рецепт го дознав од моите пријателки Доста и Менче. Тие и берат такви растенија и го прават ова. Значи, ова е лудница. Прекрасно нешто. Драги мои, сега ја носам на печење. Ја затворам со чинија од озгора. Значи, само ќе ставам бела чинија порцеланска и ќе ставам фолија, да не диши од никаде. И да заборајме 5-6-7 часа, толку. И ние мора да ја отвараме повремено, само да ја следиме водата. Да ја следиме водата и не треба да има она вода да биде како чорба, не, но да си остане пак малку, да не сува сармата. Останете со вкусот на традицијата, драги мои, денес за ручек имаме сарма. Незиното величество сарма. Сарма дей, ова е најубавиот ден, затоа што сарма сега ќе си ручаме. Како искрчкана, ле. Чекај, вака да си изјавам. Баш вака прво да штрм, ле. Еве чади уште. Па мозок е ова, мозок. Ле, путер се направила, путер. Да ви кажам, па цел ден се крчкаше. Леле, колку е добра. Па можете. Најповеќе сарма одговара со феферончиња, со кисели пиперки, се што е кисело, одлично одговара. И да ви кажам, па што и сокче има тука. Направете ова сарма, драги мои. Уживајте, нека биде празник за душата, за срцето, за сите нас, празник за љубовта.
Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата. И запомнете, никогаш не седете на маса каде што се зборува за некој друг. Затоа што бидете подготвени кога ќе станете и за вас ќе зборуваат. На здравје, се гледаме. Довидувања.